Селва, ти доаѓаш од една невладина организација, колку што знам дека се вика Романо Авази, така? Так. Вие бевте активни сега, имавте некоја конференција, па малку ќе ни објасниш подосна за тоа. Меѓутоа, јас би почнала со едно прва тема или прашање, како сакаш. Како гледаш ти како една млада девојка која што се труди, нели, да направи нешто подобро за своето општество и за своето обкружување, како гледаш на мултикултурализмот? Твојата перцепција и перцепцијата на луѓето со кои што ти се движиш и работиш. Така, најпрви ви благодарам на поканата, баш ми е мило што сум дел од оваа дискусија и што можам да дадам и мои гледишта околу мултикултурализмот и етничката заедница во Македонија. Па мултикултурализмот, видете, Македонија е мултикултурна држава. Сега некаде во некои региони имаме повеќе заедници каде што живеат, повеќе диверзитет, некаде имаме чисто население, да кажам. Има доста предизвици за кои што треба да се разговара, не само кои се предизвиците, туку и како да ги надминеме истите и што е решението за таквите предизвици или проблеми. За разлика од минатото, можам да кажам дека постои доза на подобрување во сферата на мултикултурализмот. Младите некако повеќе ја сваќаат важноста на тоа колку е важно не само да имаме меѓусебна толеранција, туку и да знаеме да ги знаеме вредностите на другата заедница, да знаеме како да имаме еден соживот, како да соработуваме и да живееме во општеството. Ќе зборуваме малку за дискриминацијата, односно за што да направиме за дали постои дискриминација во одредени сектори во општеството. Значи прво треба да се препозна или дали се препознава внатре во општеството, во меѓусебните односи, соседски односи што се вика во општините каде што се живее, па потоа и на институционални и други така да речам дискриминации. Дали препознавате Силва повели? Па апсолутно, мислам, дискриминацијата постоела и секогаш ќе постои доколку не ги преземеме работите во наши раци, доколку државата не преземе поголема одговорност за тоа. Во однос на ромската заедница, дискриминацијата можам да кажам дека е највисок степен во однос на останатите заедници. Нетрпеливоста е плюс причина како доаѓаме до дискриминација, до говор на омраза, до дело на омраза и така натаму. Можевме да видиме такви случувања и во јавност, како говори дело на омраза, и не само од меѓу заедниците, и не само тоа што се шири на социјалните медиуми, кај што секој ден има слобода, и пристап да си сподели свое мислење или дури со погрдни зборови, тоа да е за ние не можеме тоа да го регулираме, не знам, немаме такви капацитети. Меѓутоа, видовме минатата година или пред година и пол, не ме фаќате за збор точно кога беше, кога имаше дело на полициска бруталност во Битола врз роми. Значи, тука станува збор за како државата прво пристапува кон ромската заедница и како институција од таков калибар ги третира ромите. И тоа веднаш во јавност беше дефинирано дека не дека луѓе биле пијани и возеле под такво дејство, туку некој од таа заедница со погребни зборови возеле под такво дејство и тогаш тие се лошите и тука настанува таа меѓуетничка и нетрпеливост, и дискриминација и говор на омраза, дека тие се закана за Битола, па исто така постоеше и таков аспект и нашата заедница, дека останатите преку своето гледиште, преку таа дискриминација и тие зборови не ставаат во едно ќоше кај што ние сме лошите. Постои потоа и страф од другата страна и тука, значи, немаше баш простор за меѓуетничка соработка или дури комуникација. Затоа велам дека понекогаш не зависи се и од организациите, не зависи се од активистите. Правиме колку што можда и недоволно е, треба и повеќе да правиме и да се погрижиме и за таа област на
мултикултурализам и дискриминација, меѓутоа државата треба силно да преземе чекори како тоа да се спречи и не само да се спречи, туку и како да се допринесе, затоа што ние живееме во мултикултурно општество и сите треба да допринесуваме за подобра демократија и подобар соживот. Мислам дека треба да се работи со младите, меѓутоа клучно е да се работи со родителите, односно со постарите генерации. Значи, детето, доколку домашниот наратив е понегативно насочен или не без доволно информации, и доколку тоа е врежано во детето и во неговата перцепција, тогаш е многу потешко што и да правиме, како и да ги вклучуваме младите, многу е потешко и попредизвикувачки да се смени тоа. Затоа треба да се работи паралелно и со родителите и со помладите од најрана возраст, за да успееме да ги изградиме еден соживот и еден поразличен наратив. Стратегијата Едно општество за сите беше клучен момент, односно значаен момент за како да се подобри нели и соживотот и како да се вклучиме сите во општествените процедури, во општествените институции, да бидеме дел од сите институции. Мислам дека можеби јас не сум скрос или доволно запознаена со како стратегијата функционира или се имплементира, меѓутоа факт е дека оди спор. Значи стратегијата Едно општество за сите, мислам дека на самиот почеток даде многу надеж кај сите, особено и кај ромската заедница, меѓутоа оди споро и мислам дека е повеќе насочена наративно отколку во пракса. Тука мислам дека тоа се поврзува и со претходните говорници што говореа и кој го спомена и рамковниот договор и дали тој се почитува или како се почитува. Тука има еден клеш, значи се наоѓаме во ситуација каде што и тоа недоволно се имплементира и сега стратегијата исто така. И доколку треба да се вработаат роми на високи позиции, тоа не се прави, не е во пракса така. Ако во минатите години добивавме препораки дека треба да се образуваме за да не вработаат и слично, денес имаме стотици илјадници роми кои што се нели високо образовани, меѓутоа тоа не се случува. И тука проблемот не е до образованието, туку е во политичката волја на институциите и во државата генерално. Така да сметам дека тука мора да се стави акцент, ако веќе се почнува, треба да се имплементира нели последователно, да се има еден тек и како да се вклучуваат сите и како да дознаат сите заедници што е бенефитот од истата. Мислам дека ние како Романо Авази, како Аваја, започнавме исто така и да работиме во областа на градење на политичкиот и етничкиот идентитет. Значајно е секоја заедница да си го знае својот идентитет етнички, своите вредности, својата историја и така натаму. Меѓутоа, да не заборавиме дека од тука може да произлезе и национализмот и од непознавање на останатите заедници. Затоа сметам дека паралелно треба да се работи и на градење на свој идентитет и на учење на вредностите на другите заедници. Например, ние како ромска заедница го имаме веќе 4 или 5 години ЕРИАК, Европскиот ромски институт за уметност и култура, кој што работи на промовирање на ромската култура и уметноста, меѓутоа работи како тоа да излезе на виделина, како да се промовира и како да дојдеме поблиску до тие демократски вредности и да учествуваме во демократијата, така да сметам дека едното без друго не може и тоа треба да оди паралелно.